Една година по трагедијата од Кочани, како се искористи овој период, што се презеде владата, што се презедоа институциите за ова веќе никогаш да не се повтори? Знаеме дека на почетокот, веднаш по трагедијата, беа направени одредени законски измени да се забрани пиротехника во затворени објекти. Да, една година по трагедијата во Кочани го има истото чувство и на болка, но и на одговорност како и тогаш така и денес. Владата и институциите навистина го искористија овој период да ги збијат редовите, да ги засилат процедурите и да навистина ја вратат функционалноста на системот. Да, го споменавте оној закон за прекршоците против јавниот ред и мир, каде пратениците уште во месец април ја донесоа таа одредба каде што се забрани употреба на пиротехнички материјали во објектите од затворен тип како дискотеки, ноќни клубови и кабареа. Меѓутоа, другите чекори кои што ги превземаа беа во однос на лиценците и утврдување на минимално техничките и безбедносни услови во објектите. Државниот пазарен инспекторат направи навистина сеопфатна анализа и инспекција заедно со останатите институции, ги зголемија инспекцијските надзори, ги донесоа конкретни решенија за привремени забрани за вршење на дејност, донесоа и одлуки со кои што се одземаа определени лиценци, така што навистина институциите во изминатава една година работеа се со цел да се подигне и безбедноста, но и никогаш повеќе да не се повторат вакви трагедии. Ги споменавте контролите, строгите инспекцијски надзори што беа направени веднаш по трагедијата, но тие како малку да се стишија. Сега рековте пред малку, пред да го почнеме всушност разговора, дека постојат само 7 активни лиценци. Па да, ги споменав затоа што навистина беше една сериозна активност од страна на институциите. Тука е Државниот пазарен инспекторат, меѓутоа се работеше со тимови составени од повеќе институции при вршењето на тие надзори. И веќе зборувам и со бројки за да можеме да направиме конкретна споредба што направиле институциите. Во изминатата 2025 година направени се над 4000 инспекцијски надзори, над 1700 решенија за прекршочни платни налози, каде што се утврдени навистина одстапки од оние законски одредби и одземени се над 160 лиценци, односно е дадена решенија за привремена забрана за вршење на дејност. Сега каква била состојбата па во 2024 имаме околу 2000 инспекцијски надзори, имаме половина помалку. Имаме околу 170 платни налози, имаме само околу 30 на решенија за забрана за вршење на дејност. Така што да, овие мерки покажуваат дека институциите ветија дека ова нема да биде еднократна активност, дека ова навистина мора да прерасне во една начин на функционирање на институциите кој што практично е нивна надлежност и обврска и навистина ценам дека и во иднина, затоа што и планот така предвидува 2026 година да има минимум еден инспекцијски надзор, а за оние вонредни веќе согласно планот и анализата кој што ги има инспекторатот. А дали во меѓувреме институциите ги научија лекциите? Дали извлекоа некоја поука? Додека траеше овој судски процес, но и самите на тоа сведочевме дека голем број институции имаат затаено низ долг период на години. Што се презеде во меѓувреме и дали некои институции, како што е, например, Државниот пазарен инспекторат, Дирекцијата за заштита, спасување, па дури и полицијата, извлекоа поуки за ова повеќе да не се повтори? Јас можам да кажам она што го ценаме, дека не постои ниту еден човек во оваа држава кој што не ја научи, како што велите, лекцијата или пулката, а тоа е дека за секој пропуст или незаконско постапување во минатото имате човечки животи и со тоа не постојат компромиси. Јас морам да кажам дека да, институциите ја направија сеопфатната анализа за институционалните слабости кои што оваа влада ги наследи. Затоа што многу во минатото говоревме за нефункционалноста на системот, за нефункционални институции, кои што како резултат покажаа ништо друго. Не би коментирала во однос на судски процеси кои што се уште се во тек и во однос на било какви изнесени тврдења. Јас ценам дека институциите имаат обврска да постапуваат согласно закони, согласно законски прописи, а тоа беше случај во однос на институциите кои што се справуваа со трагедијата во тие моменти. И за крај, може ли да се направи една генерална оценка како се справи здравствениот систем со една ваква трагедија и каква е вашата порака кон сите оние земји од регионот и пошироко кои покажаа солидарност кога навистина беше непотребна? Јас
освен здравствените институции, ќе ги вклучам сите институции кои што се вклучија во справувањето со оваа трагедија. Можеби е неблагодарно да давам било каква генерална оценка, но ќе кажам дека справувањето со трагедијата беше исклучително комплексен процес, беа вклучени премногу институции кои што се надлежни, здравствени установи, единици за итна помош, навистина државите од регионот, европските држави кои што ги отворија вратите во тие најтешки моменти и помогна за спасување на човечки животи, а тоа беше и целта на владата во тие моменти. Пораката до секој оној кој што навистина покажа дека солидарноста не е само принцип, туку е навистина конкретна подршка кога ни е најпотребна. Можам да кажам една искрена благодарност и да заклучам дека соодветната активност во тие моменти, соработка и заедништво покажа дека се најдобриот и најсилниот одговор во таква ситуација. Ви благодарам за разговор. Благодарам на поканата.